тука сме да ја поддржиме оваа иницијатива, бидејќи ние сме една од болниците кај што најмногу се имплантират, се вградуваат така наречени вештачки срца. Тоа е една терапија за тешко болни пациенти, каде што се премостува тој период од додека да се најде соодветен орган за да се трансплантира, да зборуваме за срце прво. И сега имаме ние пациенти кои се веќе 7 година кои живеат со вештачко срце, и тоа е нешто што од една страна малте нема ни во светски рамки толку долго што живеат на вештачко срце, меѓутоа ако живеат уште 3 години, значи тоа е отприлика средното очекувано време на преживување кај трансплантација, што е, да речеме, од една страна добро, меѓутоа квалитетот на живот на тие пациенти е ограничен, затоа што се поврзани со тие батерии, надворешни кабли и сето тоа секако, поготово кога се млади луѓе во прашање, а зборуваме баш за такви пациенти. Првиот таков пациент кој го опериравме пред скоро 7 години беше тогаш колку 24 години стар. Значи не се работи за пациенти кои се на крајот на својот живот, па нешто да и се помогне. Така да органодарителството е нешто што треба да се поддржи. Тоа е, да кажам, и култура на живење, тоа е сознание за дека може да се помогне на различен начин и е една суптилна тема која и те како бара во јавноста посебен третман.